Околу 2000 кубици градежен шут се отстранети од дивата депонија во село Балиндол. Жителите реагираа за депонијата која изникна на самото фудбалско игралиште. Се жалат дека тука градежниот шут го фрла кој ќе стигне. Овде за депонијата секој има фрлено, и приватници и државни. Државни ете општинава. Ние не сме биле овде, бевме на печалба. Кога дојдовме, кога видовме, што ќе видиш. Канализацијата ми е затворена за 10 куќи овде. И сега што правиме? Понова канализација. Наместо да ни правите канализација, патишта, ми све сами сме правили, и патишта, и све, и ете што се стори. Ова е жалостно и за природата, и за све. Ова асен човек не го прави. По реакциите на жителите, механизацијата на комунална хигиена ја расчисти депонијата. Граѓаните задоволни, но бараат да се откријат оние кои бесправно ја загадуваат животната средина. Мирисаше порано. Не можеш да замени ни деца на школа, не може да одат. Ништо. Сега е супер направено. Според законот, за фрлање на градежен шут, отпад или земја на несоодветно место, сторителот може да се соочи со казна од 500 до 2500 евра, а општинската комунална инспекција истата пријава може да ја препрати до Министерството за животна средина, од каде казната може да достигне до 50.000 евра. По барање на граѓаните на село Балиндол и по ветење на градоначалникот се врши чистење на дивата депонија, а исто така сите несовесни граѓани кои ќе се фатат, ќе бидат казани според законот. И покрај санкциите, практиката за депонирање на градежен шут и смет во гостиварско останува. На терен се забележуваат десетина депонии, каде, според некоја проценка, има околу 50.000 кубици градежен шут.